А сега имаме убава гостинка со убава тема и по убав повод, а тоа е промоција на нова книга. Добро утро за Дана Силјан. Добро утро. И честитки за новата книга. Со наслов кој на сите нам ни е потребна, тоа е древната борба со стресот. Дана, и древна и дневна, предпоставувам, бидејќи е секојдневна, а и вечна воедно. Да. Она што јас само за почеток ќе ве прашам е кој води во оваа борба? Ние или стресот? Стресот ни е долгогодишен животен партнер. Да. И треба да се навикнеме на стресот, а всушност книгата е за соединување и гледање на стресот како еден вид учител низ животот. Поентата е да го скротиме, не може да го отфрлиме. Да свртиме работата од другата страна некако, Да. Интересно. Да го скротиме и да го покориме, така? Да. Сузе, да, јас сакам да слушам уште од сега, меѓутоа ќе мора да се стрпиме после рекламите, така? Точно. Еве, древната борба со стресот е тема во која што ние денеска ќе се нурнеме заедно со нашата гостинка, која што Искра пред малку ја најави, нашата Дана Силјан. Добро утро, официјално, и добре ни дојде, и можам само да претпоставам колку си возбудена за утрешната промоција на ова твое прво чедо, така нели? Добро утро, добро ве најдов. Да, возбудата е голема, бидејќи за прв пат имам промоција на книга, и тоа е мојата прва книга всушност. Тајчи Чуан, учител и чигонг инструктор, да. Со долгогодишно искуство, една несекојдневна дама имаме денеска во нашето студио, која што и како верувам дека ќе ве инспирира да направите крупни промени, бидејќи на крајот на секоја календарска година некако природно е сите да влеземе во новата година со некои нови вредности, со некои нови цели, така да си поставиме Дана. Колку време работеше на оваа книга, за жал мораме да се извиниме на гледачите што физички ја немаме со нас овде денеска во студиото, затоа што таа од печатница тазе ќе изгледа дека да е во попладневите часови, но затоа при крајот на нашиот разговор на еден гледач ќе му доделиме ние книга и го покануваме утре да дојде да присуствува како гостин на промоцијата и лично од Дана да ја добие со потписи, со автограм. Многу повеќе за промоцијата ќе ни кажеш и ти во текот на разговорот. Колку време ја создаваш оваа книга и што те поттикна? Всушност тоа е мој магистарски труд на Институтот за социјална работа, малку необично. Ти си магистар по социјално право и политика, така? Магистар по социјална работа. Така. Всушност, идејата за да ја разработам оваа тема беше на мојот ментор, професор доктор Иван Трајков. И навистина ме изненади, бидејќи тоа беше еден вид негова интуитивна одлука и храбра да на овој институт се реализира магистарски труд со ваква тема, која што е сега за сега единствена во Македонија. На магистерскиот труд работев скоро цела година со истражување кое што траеше 3 до 4 месеци. Во истражувањето учествуваа сите вежбачи и членови на клубот и многу сум им благодарна, бидејќи без нив немаше да може да се реализира ова научно истражување. И така, на крај, откако се објави магистерскиот труд, откако го одбранив, после неколку месеци некако се разви интерес за тајчи чуанот општо како вештина која што делува на одржување и за подобрување и унапредување на психофизичката благосостојба. И на баланс на умот и телото, на да. Се останато. Ајде за тајчи чуанот, кажи ми нешто повеќе. Не е ова прв пат ние да ја отвараме ваквата тема. Пред неколку месеци ни беше гостин и Предраг Сифу Предраг Петрески, кој што е твој колега и човек со долгогодишно искуство, кој што на вистина е задоволство да го слушаш, и сите оние кои што го следат и знаат што тој прави, вистина се обидуваат и се трудат колку што можат да применат нешто и во своето живење, што не е лесна. Промената е болна и промената не е едноставна за секој човек, но како што и ти велиш во едно твое интервју, секогаш е потребно да дојде вистинското време за да ги направиме некои промени. Секој раст, секоја промена е со болка. Тоа е нормално.
така се одвива еден човечки живот и секој прогрес се сочинува од најпрвин од болка, потоа помирување со истата и како што вели Брус Ли, болката е присутна се додека не ја научиме потребната лекција. Тај чи чуанот е древна вештина, пред се борбена, потоа и медитативна, која што се темели на идеолошки на таоизмот, додека медицински на кинеската алтернативна медицина. Кај нас во клубот тај чечанот се работи целосно, значи не само медитативниот дел, туку се работи и борбениот дел, значи вештината во целост. Членовите раскажуваат дека дури после еден месец вежбање, практикување на тај чечанот се чувствуваат поинаку и дека едва чекаат да дојдат на тренинг, бидејќи Што значи поинаку? Поинаку. Проблемите не изгледаат исто пред тренинг и после диоптријата тренинг. на животот. Да. Или вака народски кажано, целата нервоза која што имаме во врска со секојдневните проблеми, кога ќе влеземе во сала, веднаш телото се асоцира и веќе поминува, односно на некој начин после вежбањето добиваме еден увид дека всушност ништо не е страшно толку, дека нема потреба да се нервираме. Меѓутоа тоа не е на ментално ниво, него тоа го чувствува телото, тоа е многу важно. Кога ние можеме самите да се програмираме со сопствената мисла, меѓутоа многу е поинаку кога самото тело ќе се почувствува релаксирано и опуштено, тогаш ние вистински можеме да уживаме. Така. Кога ти ја осозна вистинската моќ и вистинската промена во тебе? 13 години веќе постои клубот во кој што поминале доста генерации, предпоставувам, не знам само колку девојчиња се занимаваат со тај чичуан? Имал различно е на годишно ниво. Понекогаш побројни се момчињата, понекогаш девојките. Не можам вака да одредам нека статистика, веројатно е подеднакво. Јас со тај чечуан се занимавам од прилика 22-23 години. Уште на првиот тренинг почувствував дека едноставно можам да се пронајдам во оваа вештина и од тогаш не сум престанала. И всушност водечко чувство за да одлучите која вештина е за вас е крајот на часот, кога ќе си одиме на кај дома, ако се чувствуваме подобро, не еуфорично среќно, туку едноставно мирно, одморно и во една природна благосостојба, тогаш знаеме дека таа вештина е соодветна за нас. Така, одлично. За оваа вештина твојот рецензент ќе каже во самата рецензија, вели дека она што ме воодушевува во оваа техника, а авторката го става на важно место во текстот, е фактот дека овие вештини со штедење на телесните и духовните сили водат до тивок и трпелив резултат, ритам, распределба на ефектите, а со тоа како во шахот одат неколку потези нанапред. На секаде е потенцирана важноста на балансот, на средето, крајната цел на се што е во спротивното, ама со свесност дека до средината се стигнува низ искусување на крајностите. Прекрасна рецензија, всушност и не знаев што да одберам за да споделам со нашите гледачи. Но еве, тој баланс на спротивности. Колку сме ние подготвени за време на овој краток живот? Животот е навистина, векот човечкиот не е толку многу долг, но пак и не е толку краток за да не научиме нешто во текот на ова наше постоење. Колку сме ние подготвени во текот на овој живот да ги прифатиме, колку е се едноставно, ама ние го комплицираме всушност? Личи за едноставно, меѓутоа чувството кога ќе тргнеме на тој пат и не е така едноставно, исто како додека стигнеме до некаков увид. Многу е интересно што ја ќе кажам дека ние луѓето се разликуваме од нашата тенденција. Дали имаме тенденција да се врамнотежиме или ја немаме тенденцијата, бидејќи совршена рамнотежа не постои. Меѓутоа самата тенденција кон рамнотежата е патот на таото или патот на умереноста.
да развиеме чувство на една телесна самосвесност и да знаеме едноставно кога е доста. Кога е доста и од радост, кога е доста и од тага. Границите да си ги поставиш, да, здрави граници. Да, здравите граници, меѓутоа тоа е како да го сватиме како совршена рамнотежа е невозможно, бидејќи не постои. Ние не живееме во совршен свет. Не постои. Меѓутоа, едноставно да развиеме тенденција која што ќе се одрази во сите наши животни сфери. И во приватниот живот, и на професионален план, и во социјалните односи, да имаме тенденција, секако дека ќе сгрешиме, меѓутоа да бидеме свесни. Тоа е прилика тоа, додека како тајчи чуанот сега може да помогне во. Тајчи чуанот е навистина шах, прилично сложена телесна математика, бидејќи се работи со сите 4 екстремитети на различен начин, сите се движат различно, а додека да се завршат во еден конкретен елемент, треба да завршат во исто време, а сите се движат со различна брзина. А самиот елемент е прилично и високо естетизиран и вежбачите едноставно не можат да мислат на ништо друго освен на вежбањето. Така го става умот во позитивен синџир. Не вие и да сакате, не можете да излезете од собственото тело и мора да се поврзате со движењето. И на тој начин не може да се размислува на другите проблеми, всушност се враќаме со фокусот на себе си. На себе. И на тој начин стануваме свесни дека имаме една оска во организмот и со таа оска ние всушност функционираме. И на тој начин се добива тоа едно внатрешно чувство на рамнотежа. Ние кога мислиме на рамнотежа, мислиме на чувство кога сме само добри, сме окей. Не мора да бидеме, не знам, премногу возбудени и среќни. Можам да замислам колку е поинаква таа рамнотежа и среќа и баланс и убавина која се чувствува и кој секој индивидуално ја почувствувал од сите оние луѓе кои што го имаат тајчи чуанот како дел од своето живење. Како средината ве прифаќа? Делувате ли помалку чудни, помалку несфатени, помалку... Знаете, кај на се што не кореспондира во една матрица да си ист како сите, секогаш висиш некаде, двоиш за жал некаде. Порано повеќе, сега не, бидејќи повеќето луѓе почнуваат да се освестуваат и да им станува тоа потребно и неопходно. Барат алтернативни техники, откриваат, се едуцираат луѓе, да. Драго ми е што стана популарно луѓето да се посветуваат на личниот саморазвој. Да. И на некој начин тоа допринесе да се промени малку општата перцепција. И тоа навистина многу ме радува и тоа го зголемува и бројот на членовите, на вежбачите, на практикантите. Браво. Тајчи чуанот и чигонгот, секако што велиш ти брат и сестра. Каде се преклопуваат тие? Чигонгот е основа. Тоа се вежби кои што се еден вид на кинеска напредна физикална терапија, исто енергетски. Под енергетски подразбирам на вежби кои што ги опфаќаат меридијаните на телото според кинеската алтернативна медицина. И се поклопуваат всушност токму тамо во суштината на кинеската алтернативна медицина која што се одразува во двете вештини. Така. Во самата книга тоа го објаснувам во еден краток концепт како се поврзани елементите кои што се присутни и во формите, и во чигонгот, и во тајчи чуанот. Значи, 5 елементи се поврзани со поттикнувачка и регулаторна енергетска снага. Оние кои што ќе прочитаат книгата, дури ќе можат и да се самодиагностицираат, да си ја најдат причината за собствените
Во затоа ги покануваме ние утре во да. колку часот, кажи ми само ајде да ги поканиме вака јавно. Во 12 часот во бифет Тафталиџа, односно Кофис, тоа е Луминка, терасата која што гледа на Партизанска. На Партизанска. Во 12 часот, воедно и првиот гледач кој што ќе се јави на телефонските линии, немаме време за жал да го вклучиме во живо да искомуницираме, но еве на првиот кој што ќе се јави лично утре дана во 12 часот во бифет Тафталиџа, Луминка, ќе му ја подари една од примероците, се разбира, ова е прво нејзино дело. Јас многу се радувам што ова е за прв пат кај нас ваква литература да биде промовирана и се радувам што токму кај нас денеска говоревме за сето ова. Ке се потрудам и јас да дојдам, јас многу го сакам бифет Тафталиџа и воедно е блиску до местото каде што јас гравитирам и знам дека таму секогаш се случуваат прекрасни настани. Дана ти благодарам што ова утро дојде и ни внесе малку еден поинаков сјај во нашите разговори и не поттикна да размислуваме како да се бориме со стресот. Не ли, Искра? Да, очигледно магично, волшебно ставче не постои, но сепак секој треба се го промени. Иако мене, искрено, најмногу ме нервира во животот, кога некој ќе ми каже не се нервирај. Така што дури тогаш почувам да се нервирам. Да, и благодарам многу на гостинката, многу успех со оваа книга.